Почитувана јавност, хаосот во образованието во Република Македонија зема се поголем забав. Условите во кои што учат и ги посетуваат наставите нашите деца во време на пандемија, најблагоречено, се катастрофални. Иако новата учебна година започна на време, Министерството за образование покажа лошо менаџирање со процесот на наставата, како и со решавањето на проблемите кои што се случуваат во основните и средните училишта во услови на ковид пандемијата. Прикривањето и игнорирањето од страна на министерката Царовска на фактичката состојба, поврзана со немањето на стратегија и методи за непречено следење на наставата, за нас, како пратеничка група на ВМРО-ДПМН, која што жестоко се бори за најмладите и нивната иднина, беше доволен мотив да поднесеме информација за COVID-19 состојбата во основните и средните училишта. Нашата цел на денешната комисија за образование, овде во Собранието на Република Македонија, е да отвориме дебата за и јавна дискусија, каде што ќе може целата македонска јавност да биде запознаена и да слушне како се справува Министерството со пандемијата, зошто има селективна примена на протоколите и колкава е вкупната бројка на ковид позитивни ученици, колкава е бројката на учениците кои што се во изолација и колку наставници и професори се во ковид изолација. И ова се прашањата кои што треба да се отворат и да се разговара по нив, наместо оние кои што се сега на дневен ред. Но СДСМ и министерката Царовска очигледно тоа одбиваат да го направат. Наместо да одговорат и да објаснат на јавноста, на родителите и на сите засегнати за оваа проблематика, тие упорно не убедуваат дека состојбата е под контрола, дека успешно се справуваат со пандемијата и дека децата имаат одлични услови за настава. Ги повикуваме СДСМ и Царовска да ги симнат розевите очила и конечно да ја погледнат на вистината и на реалноста во очи. Состојбата на терен со училиштата е поинаква отколку што тие ја гледаат. Скандалозно е тоа што Царовска и владата, предводена од СДСМ, успеа да го направат во образованието. Тие со својата нестручност, неодговорност и успеа да го доведат на прагот на тотално уништување македонскиот образовен систем, кој што е граден со децении. Ваквото нивно однесување ќе резултира со сериозни последици врз цели генерации ученици кои што многу тешко ќе бидат поправливи. И тоа е непоправливата штета која што ќе трае со децении во иднина. Ви благодарам. Доколку има прашања или нема на оваа тема? Така, онаму каде што има потреба, мора да има онлайн настава, меѓутоа онаму каде што имаме услови за физичко присуство, треба така да продолжи. За жал, ние немаме информација каква е состојбата во сите училишта, затоа што протоколите говорат едно, меѓутоа условите ги побиваат оние протоколи и немаме целосна контрола. И токму затоа бараме информација за случувањето во образованието и сметаме дека е многу побитно отколку овие точки кои што се на дневен ред. Благодарам.